Штипјанецот Александар Трајковски 17-та година поред донира пакети со храна за подготовка на бадниковата трпеза и божикниот ручек. По смртта на неговата сопруга тој одлучува секоја година додека е жив и е во можност да донира пакети со храна со цел ранливите категории семејства да можат достоинствено да ги пречекаат празниците. Поводот беше по Свети Никола, 28 декември се почина мојата сопруга. И јас се одлучи за нова година да давам пакети. Ама нова година, мислам, беше за мене не е празник, него е измислен празник. И одлучи да префрли се за Божи да давам. Значи, за бадник соберат се луѓето, фамилиите се соберат, да се направат јадење, да се соберат деца, фамилии, мајка, татко, сите да се соберат, да си направат ручок, јадење за бадник и за Божи, за утре ден, кога тоа работа нема. Донациите се состојат од намирници кои се доволни за да се подготви скромна бадникова вечера и божиќен ручек. 6 штипски семејства добија донации како и претходните години. Во оваа прилика се упати апел до сите хумани граѓани кои се во можност да донираат за сите да можат достоинствено да ги дочекаат празниците. Традиционално 17-та година поред нашиот хуман сограѓанин Александар Трајковски овозможува достоинствена празнична трпеза за 6 штипски семејства. Донацијата се состои од намирници за подготовка на бадниковата вечера и божикниот ручек. Ова нека биде еден позитивен пример и за нашите останати хумани сограѓани кои што имаат можност и пред се желба да го споделат она што го имаат со оние кои што помалку имаат, бидејќи на сите оние солидарноста во овој момент им е најмногу потребна, особено за време на овие празнични денови. Донациите пред празниците се повеќе од значајни, бидејќи на ваков начин се овозможува бадник и божик да се дочекаат во празнична атмосфера.